Општината Шуто-Оризари важи за една од најсиромашните во Скопје, а штом локалната самоуправа нема доволно пари во буџетот, тешко излегува во пресрет на потребите на граѓаните. Цела инфраструктура да се промени. Ништо во Шуто-Оризари не е стабилно, не е добро, дека е направено све диво. Да се среди малце улиците, да се поправат, да нема волков хаос. Колите све се без регистрација, без дозволи, све возат. Па ние имаме пензионерски кој не функционира. Толку години, може 20 години повеќе. Тој не офарбан никогаш, не окречен. И пензионерски не фали. Амбулантата, жените немаат матчен лекар, гинеколог. Но општината Шуто-Оризари нашла пари и тоа околу 55.000 евра за во 2023 година да купи лимузина Шкода Суперб. Во таков модел на коли во последниве години се возат председателот на државата, председателот на собранието, премиерот и министрите. Кој и за што го користи автомобилот, отидовме да прашаме директно во општината. Додека го чекавме лицето задолжено за јавните набавки, пред општинската зграда се појави градоначалникот Курто Дудуш. Не уверуваше дека дури и за работни обврски тој повеќе го користи приватниот автомобил. Возилото не е некаков луксус. Мислам дека сите градоначалници имаат слични возила. Го купивме од аспект дека ни е потребен, имавме некои стари возила, кои ги возевме, меѓутоа многу од нив веќе застареа и со поправки често повеќе пари трошевме на сервиси него на тоа. Имаме уште две други возила кои се купени исто пред некои 6 години и генерално се користат од администрација. Јас лично тоа возило многу малку го користам. Каде е возилото тука? Во моментот е службите најверојатно го возат, не знам. Вие видовте секоја дојдов дека дојдов со приватно возило и не го користам лично. Поголем дел од жителите на Шуто-Оризари не знаеа какво службено возило купила општината. Повеќето беа критични кога дознаа, но не сите. 55.000 евра не е малце, но не сме упознат, не знам што да кажам за тоа. Не и треба злато. Не и треба и све тротуари зафатива, нигде не можеме да поминеме. Овде ушутка хаос. Биде им треба превозно средство, разбираш. Превоз. Сега која цена, како цена, они им треба. Значи и они треба да работат, да комуницира, да прават мамо тамо, да кажеме. И сега што е ефтино? Нема ништо. Еден пипер е 300 динара, камо па кола. Кола е не тоа, ништо не тоа. Лимузината на Шуто-Оризари е најскапото патничко возило купено од локалната или централната власт во 2023 и 2024 година. Ова го открива истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, во кое невладината организација ги анализира сите јавни набавки на службени возила во претходните 2 години. На ранг листата пред Шуто-Оризари всушност привремено беше Прилеп, откако општината на тендер избра исто така Шкода Суперб, но за 63.068 евра. Дали поради критиките во тамошната јавност, дали поради нешто друго, се пишманија. Договорот за набавка на возилото Шкода Суперб е раскинат и истата нема да се реализира. Планираните средства за исплата за возилото за 2025 година се пренаменети во програмата за култура за други поважни настани. Следни на ранг листата се државна видеолотарија и општина Битола, кои исто купиле Шкода Суперб за околу 55.000 евра. Не е далек Кавадаречки комуналец со лимузина Opel Insignia и повторно државната видеолотарија, која за 52.000 евра купила Mini Cooper S. Од општина Битола велат дека имале застарен возен парк и дека набавката била неопходна. Преку оперативен лизинг набавиле 5 различни Шкоди кои ќе ги користат во следните 4 години. Начинот на набавката пак го правдаат со праксата на владата и други институции. Ваквиот начин на набавка ќе овозможи доволен број возила согласно потребите на општината, а од друга страна, истите на трошок на економскиот оператор ќе може да се сервисираат и одржуваат во целиот 4 годишен период. Ова ја потврдува финансиската, но и оперативната исплатливост во споредба со набавка на возило во трајна сопственост или со финансиски лизинг. Нагласуваме дека сите набавени возила се користат од општинската администрација без ексклузивитет на градоначалникот.
Ако пак се погледне по марки, Шкода е најкупуваната марка кај институциите со 90 возила во последните 2 години. Следуваат Dacia со 78, па Peugeot со 45, Opel со 16 и Renault со 10 возила. Една од клучните точки за загриженост, според Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации, е тоа што, кога институциите купуваат возила, најчесто речиси и да нема конкуренција. Просечно на тендерите имало по 1,4 понуди, а на 70% од тендерите имало само една понуда, што е податок кој што вреди натаму да се анализира зошто е тоа така, дали спецификациите се доволно да кажам блиски до одредени возила, па само со тоа возило може да се настапи на тендерот, или на вистина не сакаат да се конкурираат меѓу себе фирмите, може би се договорени. Најскапата групна набавка во последните 2 години се лимузините што ги набавува службата за општи и заеднички работи. Велиме набавува, а не купува, бидејќи станува збор за оперативен лизинг. Тоа значи дека државата ги користи на начин што го плаќа само бензинот до изминати околу 120.000 километри, а продавачот се грижи за исправноста, сервисите и се друго. На истекот на 3-годишниот договор, државата ги враќа возилата. На последниот тендер за 45 возила непосредно пред смената на власта, изборот падна на Шкода Суперб, а цената за 3-годишна употреба по возило е 50.437 евра. Во истражувањето од Центарот за граѓански комуникации објавуваат и кои се вози во тие 45 возила. 22 се за министрите и замениците на премиерот, 5 се за владата, од кои едно за премиерот, 2 за неговата придружба и 2 за владиниот протокол. 4 возила одат за поранешните председатели на државата и сопругата на покојниот Борис Трајковски, по едно за секого. 3 се за собранието, од кои едно за председателот и 2 за придружбата. 3 се за службата за општи и заеднички работи за обслужување странски делегации. 2 се за поранешните премиери Џафери и Ковачевски и потоа по едно возило има за председателката на државата, председателот на Уставниот суд, директорот на СОЗР, шефот на кабинетот на премиерот, генералниот секретар на владата и заменикот на генералниот секретар на владата. Меѓу препораките кои ги испраќаат до институциите од Центарот за граѓански комуникации е да се ревидира начинот на набавка преку оперативен лизинг, но и да се воведе правилник за класите на возила. Не велам да не се купуваат возила, меѓутоа да се види каква класа возило. Дали не треба да видиме просечно граѓаните што го полнат буџетот, какви возила возат, па тој просек да го префрлиме и во државните институции и тие да возат такви возила. Ако овде се возат едни возила, овде имаме од 60.000 евра, нешто не чини, затоа што тие не се пари на тој функционер што го набавил тоа возило. А секој од нив го има подпишано договорот, значи знае што набавил, крајно да се направи список на институции, на функционери, на кој, односно кому му следува такво возило, од која класа и така натаму. Дали, не знам, на поранешните функционери мора да имаат такво возило. Тоа е поприлично реално. Директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски веќе кажа јавно дека размислува да го напушти моделот на оперативен лизинг. Во гостувањето во 360 степени пред околу 2 месеца го спомна финансискиот лизинг како можно решение. Да ние учествуваме како држава со 20% од вкупната вредност на возилата, да повторно ги земеме на лизинг и тоа да дое као плаќање на рати и во истиот тендер да предвидиме сервис од страна на понудувачот. Јас сум убеден дека ќе има пријавени понудувачи, нема да има само еден понудувач како сега, што било случаеве, и мислам дека ќе добиеме поевтина цена затоа што со тој економски лизинг, финансиски лизинг, на крај, после 3 години, тие возила ќе останат во сопственост на државата, каде што ние можеме како држава да ги продадеме. Но, кажа Томовски, во таа пригода владата нема намера да се враќа на долгорочна експлоатација на возилата. Зошто? Затоа што и воведувањето на оперативниот лизинг, каде за колата се грижи продавачот, било со причина да нема злоупотреби со гуми, сервиси и резервни делови. Ниту полицијата не е имуна на такви работи. Минатиот месец, обвинителството нареди претреси поради сомнеш за злоупотреби во одржувањето на возилата меѓу сервисирите и вработени во МВР.